Заедничка активност под називот Жените и моќта реализираат членови на Социјалдемократската партија од градот Кунгелв во Шведска и на Општинската организација на СДСМ од Кочани. Соработката на двете партиски организации трае неколку години, а нејзина цел е да се искористат искуствата од поразвиените демократски земји во политичкото дејствување, што е добредојдено за нашите локални политичари. Кочанските социјалдемократи викендот организираат дводневна работилница на која учествуваат членки на форумот на жените, а гостите од Шведска ги пренесоа сопствените искуства за местото на жената во политиката. Ние сме овде за да зборуваме за еднаквоста меѓу мажите и жените, за човековите права и за тоа колку е важно за жените да имаат свое место во светот на политиката. Тоа беше главната задача на оваа работилница, но истовремено овде сме и да го јакнеме нашето пријателство, затоа што за нас тоа е исто толку важно, да запознаеме нови луѓе, да слушнеме како тие живеат, посебно за местото на жената во политиката кај вас. Дел од представниците на Шведската социјалдемократска партија и претходно биле гости на кочанските социјалдемократи, со што непосредно се запознале со политичките случувања во Македонија. На работилницата беше представен шведскиот начин на одействување на жените во политиката, каде има целосна рамноправност со мажите. Сметам дека жената во Шведска има добра позиција во политиката, посебно што во моментов силите се поделени, ако може така да се каже. Односно, после парламентарните избори што завршија минатиот месец, нашата партија победи и од вкупно 24 министри во новата влада, половина од нив, односно 12, се жени. Членовите на СДСМ од Кочани се задоволни како досега се одвива соработката со нивните шведски колеги и оценуваат дека таа се покажала како корисна. Проектот кој веќе се работи 5 години, ова е 5-та година, соработка со Социјалдемократската партија од Шведска, од местото Кунгел, продолжува и оваа година. Пред месец дена имавме соработка на која држа предавања врска со младите. Денес имаме една активност на која имат излагање во врска со жените во политиката, жените и моќта. И за месец дена ќе имаме уште една повторна средба од нивна страна, во која ќе се уште не е договорена агендата, меѓутоа ќе биде со потесното раководство и предавања во врска со начинот на функционирањето на партијата. Според најавите се очекува проектот за соработка на двете партиски организации да биде продолжен за уште 4 години, за што подготвеност покажале и представниците на Шведската социјалдемократска партија.